Таткото на убиената Вања, кој е обвинет дека помагал при нејзиното грабнување, тврди дека нема никаква вмешаност во случајот. Денеска, одговарајќи на прашање од својот адвокат, рече дека останатите обвинети не ги познава, ама и дека не може да ги гледа во судницата. Немам никаква инволвираност со овие луѓе, од чии искази во текот на постапката приметив дека не чувствуваат ниту вина, ниту покаяние. Приметив дека демонстрираа гнев и разочарување од така наречениот цар. Се обидувале да ги замачкаат доказите и да успееле во тоа. Господ знае уште колку убиства и киднапирања ќе следеле. Ѓорчевски се пожали од односот на полицијата кои работеле на пронаоѓање на Вања. Смета дека истрагата ја воделе во погрешна насока и не му верувале дека е киднапирана неговата ќерка. Потврди дека напишал порака во Вибер групата со родители од класот на Вања, која потоа ја избришал, ама негираше дека прашувал за откуп на неговата ќерка. Таква порака испратил кај Вања, надевајќи се да ја видат киднаперите. Имам пратено и избришена порака, тоа беше кажано и овде во судот, затоа што беше навредлива за полицијата во смисол дека тапкаат во место, дека се пасивни и инсистираат дека Вања побегнала сама. По 2-3 минути ја избришав, оти ми беше јасно дека полицијата веќе се сомнева во мене, а иницијално е дека Зорица ми го подарила станот. За одбраната, сведочењето на Александар ја потврдила неговата невиност. Сметаме дека со ова успеа на некој начин да му долови на судот во што се состои неоснованото обвинение кон него. Не очекувам дека јавниот обвинител, односно застапникот на обвинението, туку така едноставно ќе се предаде. Јасно му е на јавното обвинителство дека аргументи и докази против Александар нема. Судењето продолжува во петок, кога Ѓорчевски ќе одговара на прашање од обвинителките, судијата и обвинетите. Зоран Јаневски, Сител телевизија.